вечер, Студио 2. Вечерва тема на дебатата е прославата на ВМРО, роденденот јубилеот на ВМРО ДПМН, 20 години од постоењето, но прашањето е кој слави всушност, каде, зашто не е поканет основачот, зашто не се поканети други проминентни имења од поранишната влада на Љупчо Георгиевски. Добро вечер за моите гости од мојата десна страна. Маријан Ѓурчев е член на ВМРО ДПМН се уште. Да. Господинот... Не се уште, туку да. Да. Господинот Орде Ивановски, проминентен историчар, поранешен директор на Институтот за национална историја. Од мојата лева страна Филип Петровски, кој беше исклучен од Обединети за Македонија, и Маријан Додовски, ВМРО народна председател. Првото прашање за моите гости, можеме со вас да почнеме. Зошто не се поканети луѓето кои се основачи на ВМРО, луѓето кои се значајни за ВМРО? Со кого всушност ќе слави ВМРО? Па од моја ъгол на гледање, јас не сум член на организационен одбор, меѓутоа ВМРО ДПМН е политичка партија. И јас во одреден момент во мојот живот сум се отргнал од таа политичка партија и сум формирал друга политичка партија. И во моментите кога не сум бил член на политичката партија ВМРО ДПМН не ми стадувале никакви, би рекол, права и одговорности. Дали е тоа во ред? Не, говорам дека секоја политичка партија си има свое кредо, си има своја, би рекол, филозофија, си има свој статут, си има свои изградени односи. Во моментот кога не сте член на политичка партија, вие не можете да, или сте член на друга политичка партија или на друго движење, не можете да пледирате да бидете поканети на конгрес или на било кое колективно тело на политичка партија, кој што си има статутарни колективни тела, индивидуално раководени, и нормално тие што се сега членови на ВМРО ДПМН треба да учествуваат на прославата на 20 години на ВМРО ДПМН. Добро, господин Додовски, дали се согласувате? Почесниот председател на ВМРО Народна Љупчо Георгиевски не е поканет. Дали е тоа во ред, како што вика Ѓорчев? Значи, 20 годишнината од формирањето на ВМРО ДПМН се поклопува и со 20 годишнината од независна, самостојна, суверена Македонија, значи, по распадот на бившата СФРЈ. Значи, се што беше поврзано во тој период 90-тите години и со формирањето на ВМРО ДПМН како главниот носител на оној процес на создавање на независна македонска држава, вдухнување на патриотизмот во македонската држава, формирањето, значи, на македонската држава поврзана со господинот Љупчо Георгиевски. И една ваква прослава или едно вакво чествување, независно дали се работи за 20 години од ВМРО ДПМН или за 20 години од прослава на македонската држава, е апсолутно незамисливо. Но тој има своја партија, вели господин Ѓорчев. Зошто би пледирал? Сега ќе ви кажам неколку работи. Значи, Георгиевски беше 14 години председател на ВМРО ДПМН, значи од 90-та година до 2004 година. На конгресот беше прогласен за почесен председател на ВМРО ДПМН. Потоа, како група, не согласувајќи се со политиката на Груевски, ја формиравме ВМРО Народна партија. Меѓутоа, она што се нарекуваше концепт, идеја, предизвик, суштина на ВМРО, помина во ВМРО Народна партија. Значи, Георгиевски член на ВМРО Народна партија, почесен председател е на ВМРО Народна партија, меѓутоа се уште го има епитетот и почесен председател во ВМРО ДПМН, каде што таа титула му беше доделена на конгресот во мај 2003 година. Значи, сакам да кажам, оној патриотизам, она се што се беше поврзано функционирање на ВМРО ДПМН, беше поврзано со господинот Љупчо Георгиевски. И целиот ваков однос на негирање, едноставно намера да се избрише нешто што навистина не можете да го избришете, е повеќе од некоректен, нечекор, а сите ние знаеме од 90-та година кои бевме во ВМРО ДПМН, кои трчавме на митинзите, кои сите одевме да го видиме Георгиевски и да го слушаме оној вистински патриотски дух во 90-та година, каде што сите други останати политички партии и во најголем дел политичари буквално плачеа за Југославија, има желбата да остане бивша Југославија. Георгиевски беше тој кој беше лидер токму, а на 24 години го направи тоа, да ја предизвика судбината едноставно, да ја најави независноста на Македонија со сите атрибути. Добро, ајде.
Или Петровски? Благодарам. Кој е вашиот коментар? Па јас концепцијски не се сложувам со вакво прославување на роден ден на партија кој што потсеќа на Северна Кореја. Меѓутоа, структурно ВМРО ДПМН се приближува како партија до партиите, односно до партијата на власт во Северна Кореја. Јас подолго време зборувам дека во таа партија нема демократија и тоа е еден факт кој што не може никој да го негира. Сега ВМРО ДПМН може да каже да ние сме на власт, бираме начин на кој што ќе ги поставиме работите. Меѓутоа, се знае дека дури во партиското делување, односно структурата на партиите, мора да постои одредена демократија. Сега, јас не би зборувал за одредени личности да ги пофалиме некој или некој да ги тргнеме на страна. Генерално, секој што не одговара на таа матрица која што е сега на власт, се трга на страна. И мислам дека тоа е неприфатливо, затоа што префиксот на името на партијата се поврзува со историското чувство на сите македонци. И во таа ситуација вие имате мешање на чувствата на членовите на ВМРО ДПМН со мешање на чувствата на целата нација. Така што тој судир на чувства предизвикува мешани реакции, односно мешано однесување, дури и кавги кај поголемиот дел на граѓаните. Така што, практично, ако ВМРО ДПМН би сакала да прослава како некаква партија од Северна Кореја, немам ништо против. Меѓутоа, треба да се расчисти, односно да се врати назад префиксот. Добро, дали, Нека си бидат партија какво што сакаат да бидат, дури и ВМРО народна, сите партии нека се договорат, нека се донесе закон да се врати префиксот на сите граѓани, а после партиите нека се затварат во своите матрици. Добро, дали се чувствуват? Да, господине Ѓурчев, се чувствувате ли како севернокореец? Не се чувствувам ни како севернокореец, ни како северномакедонец, како македонец, кој што е член на ВМРО ДПМН 17.6.90 година со нашето собрание во Младинскиот дом. Не се согласувате ли со ставовите на... Јас го кажав мојот став, јас бев човек кој што бев исклучен од ВМРО ДПМН и бев исклучен нормално со одлука на колективни органи на партијата, кој што членуваше на пример господинот Маријан Додовски и кој што беше господинот Лјупчо Ѓорѓиевски, кој што беше председател господинот Никола Груевски. Јас тоа го прифатив демократски, човечки, нормално сватив дека припаѓањето на матрицата... Беше грешка тоа што... Не, дозволете, јас не го коментирам тоа, говориме за принципите, значи, и тогаш кога действував од позицијата на Земјоделска народна партија, јас соработував со сите партии кои што беа со префиксот ВМРО, значи, но најмногу со ВМРО ДПМН. Значи, настапувавме од позиција на соработка и нормално е дека мојот однос е многу принципиелен. Во таа насока ние сите сме дел од една матрица, сите го споделуваме да се внедри во битието, во плотта на во суштината на македонскиот човек, тие символот на 4 историски букви и тука нема место за личности. Дури ни за таква личност која што беше 3 пати председател на ВМРО ДПМН, сомнено со неговите заслуги за тие 3 конгреса. Меѓутоа, каде е Борис Мејковски, каде е Томислав Стефковски? Борис Мејковски, го имаме. Господин Ѓурчев, го имаме на телефон. Борис Мејковски. Тој исто легенда на ВМРО ДПМН. Да. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, господин Змејковски. И ве кажа Ѓурчев дека сте легенда на ВМРО ДПМН. Дали сте поканет на прославата 15 јуни на 20 годишнината на ВМРО, како легенда на ВМРО? Видете сега, добро, јас од почетокот ја пратам емисија, жал ми што не се наоѓам во Скопје, па така и заради тоа не сум присутен во вашата емисија вечера. По овој повод, за мене морам да кажам дека тоа е големо прашање, мислам